Од 1 април Германија го легализираше рекреативната употреба на канабисот и тоа значи дека веќе во Германија возрастните луѓе можат да купат до 50 грама месечно, а помладите до 21 година можат да купат до 30 грама месечно. Дозволено е поседување на 25 грама на јавни места, што одговара на количината од 10 џоинти, а во приватните домови законската граница ќе биде до 50 грама. Сега, од 2016 година во Македонија одгледувањето на канабис е дозволена само за правни лица кои што ќе го одгледуваат, односно тоа ќе го прават само доколку има медицински или научни цели. Од 2016 година поминаа 8 години. Што се промени овие 8 години кога се работи за ова прашање? Воедно, во продолжение го најавуваме и третото издание на Конопфест и зборуваме за билката наречена марихуана. Чисти задоволство ми е што во продолжение ќе го поздравам и ќе му посакам добре дојде во Слободен печат на адвокатот Јанаки Митревски. Добро ве најдов. Утринава во својство на еден од основачите на Сдруженијето за канабис и зелени политики, кои што се организатори на Конопфест. Благодарам. Прво, тоа коригирам, 25 грама се многу повеќе од 10 џоинти, но не и се тоа е друга тема. Благодарам на поканата. Точно е податокот дека во Германија од 1 април е легализиран канабисот за рекреативни цели, додека ние иако бевме само втора земја во Европа која што легализираше канабис за медицински цели, веднаш после Хрватска, 8 години, повеќе од 8 години сме во еден лимбо статус кво период и работата не само што не е мрдната од мртва точка, туку и регресираме. Да, одече ќе зборувам подоцна за тоа. Сакам на почетокот да дадеме фокус на Конопфест. Конопфест се одржува по трети пат кај нас. Што е всушност Конопфест? Може ли ми да дадеме дефиниција? Која е целта на овој фестивал? Конопфест се одржува по трети пат во организација на Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка, а генерално се одржува по четврти пат, затоа што за прв пат има одржано во 2015 како во организација на повеќе индивидуи, меѓу кои и дели од основачите на Билка, меѓу кои не бев јас тогаш организатор во 2015 година. А Конопфест се одржува традиционално на 24 што е светски ден Зошто е на 20? На канабисот. Има повеќе теории, тоа и не е толку важно. Битно е дека во последните 2 години ентузијазмот во Македонија спласна и што е уште поважно, политичката волја за да се реши ова прашање спласна, па би сакале да се условно речено рестартираме во тој правец. Ние го организиравме Конопфест 2018-2019, потоа нели пандемијата ковид си го направи своето, заклучно со 2022 не можеше да се организира, а минатата година не бевме во можност со оглед на фактот дека ние не сме професионално NGO, односно работиме ентузијастички и оваа година поради лимитирани финансиски можности, бидејќи се самофинансираме, ќе биде само со DJ, за разлика од претходните години кога имаше и бендови. Ајде, како е замислено да изгледа Конопфест? На 20 да нагласиме уште еднаш, оваа сабота на 20 април со почеток на пладне во 12 часот ќе мораме да завршиме заклучно до полноќ, затоа што и толку имаме и дозвола од градот Скопје, а и тоа е повеќе од доволно. Ќе има десетина DJ изведувачи, ќе има фуд корнер од две правни лица кои што ќе продаваат храна. Од себе ќе има, од себе во принцип ние пријателна трета година поред не поддржува и фестивалот, се вика од себе Конопфест 2024, ќе има свое катче, на кое катче ќе има со почеток во 15:30, ќе има надпревар во ролање, каде што се пријавени од прилика 20 на граѓани и сите кои што се пријавени треба да бидат најдочно до 16 часот на штандот на ОЦБ, да одговориме нели на недоумиците, нема да се рола канабис, затоа што нормално дека не сакаме ни себе си, ни никој друг да изложиме на кривичен прогон. Несомнено ќе има полиција како и секоја година и во цивил и во униформа. Туку ќе се рола ХГ микс, тоа ви се хербални миксови, кои што наликуваат и потсеќаат на канабис, но не се канабис. Пред се за безбедноста на учесниците и за наша безбедност и 5-члено жури ќе оценува по 3 критериуми: брзина, пополнетост и изглед на завитканиот џоинт. И за првите тројца ќе има некои символични награди и ќе има мало катче за невладини пријателски организации кои што се залагаат за
легализација на канабис, за разлика од претходниот конопест, овој пат ќе нема ние на претходниот конопест имавме едно катче со политички партии кои што во својата програма имаат легализација на канабис, но еден пријателски совет послушавме оваа година од причина што нели непосредно по конопест има избори, не сакавме да биде користено. А веќе има ЛДП излезе со тоа дека во програмата има не само за легализација, туку за во ЛДП во Македонија има 4 партии кои што имаат во програмата. Да, тоа се ЛДП Дом, од кои 3 се парламентарни, значи ЛДП Дом, Левица и твоја партија која што е вонпарламентарна партија. И има 5 пратеници, не можам да кажам дека сме задоволни од ангажманот по ова прашање, можеби не го гледаат како приоритет, тоа е друго прашање, меѓутоа оваа година одлучивме да нема катче со политички партии за да не биде злоупотребено за пропаганда за изборите кои што се 5 дена после конопест. Добро, сега ова катче со ролање ме интересира, се уште е отворен повикот, можат да се пријавуваат? Се до 12 часот во сабота може да се пријавуваат граѓаните на Facebook пејџот на Билка, на Facebook пејџот на Trn.mk порталот и на Facebook пејџот на или Instagram пејџот на од себе Македонија. Не знам дали досега сте зборувале за тоа од каде потекнува Конопфест, дали само во Македонија се одржува или е позајмена или се случува и во други земји и која е целта на фестивалот? Целта е популаризација на идејата на легализација на канабис, видливост и гласност и не се одржува само во Македонија, традиционално се одржува на многу места, додека надпреварот во ролање е позајмена идеја од Канафест Прага конкретно на кој што сме оделе, меѓутоа такви канафестови кои што се всушност експоа за производителите, има на повеќе места, има Спанабис во Шпанија, во Берлин, во Канада, во Америка на милион места и така натаму. Ние во минатото имавме таква идеја да направиме, бидејќи своевремено имаше и 70 фирми кои за жал не пласираа производи на пазарот, 5 фирми, пола дузина фирми пласираат производи на пазарот. Ние имавме таква идеја да се организира еден македонски канабис експо, меѓутоа се помалку интерес има индустријата замира поради погрешно водени политики. Колку овој фестивал има моќ да влијае? Ете, кажувате дека целта е да потсетиме, целта е на еден забавен начин да можеби има и едукативен дел, не знам дали има оваа година поради 2019 последниот пат кога се организираше имаше и предавања, оваа година поради не недостиг на финансиски средства, туку во последен момент се решивме, се мислевме дали да го организираме или не и тоа нема да се случи, меѓутоа здравје Боже и не знам ако нема може трета светска војна во 2025-та. Сега ќе повнимаваме и на тој дел да има и предавања што е секогаш добро. Има ли моќ да ги промени политиките во однос на канабисот во општеството? Моќ секогаш има, не би го правеле ако не сметаме дека има, меѓутоа таа моќ е да бидеме реални лимитирана затоа што кај нас за разлика од некои поразвиени држави, главната политичка моќ на одлучување и на влијание на процесите е кај политичките партии. За жал како што ви кажав, значи има ЛДП има 2 пратеници, Дом има 1, Левица има 2 пратеници во парламент, тоа вие на ниво на пратеничка група, меѓутоа ова прашање воопшто не е ни потегнато во собранието, а не да е потурнато или да мрднат работиве од мртва точка. Кај нас, за жал, политичарите не им се приоритет потребите на граѓаните, туку тие си калкулираат што им носи гласови, што не им носи гласови, а да не се лажеме, ова е се уште табу тема во Македонија во голема мера, затоа што во најголем дел населението е конзервативно, 90% од населението се декларираат како верници, што повторно не би требало да има никаква врска, затоа што канабисот е природна и да сте верник треба да верувате, не знам, дека Бог го створил затоа што е така. Меѓутоа кај нас има една голема стигма, иако алкохолот кој што е докажано штетен е легален, цигарите кои што е докажано предизвикуваат канцер се сосема легални. Така. Што е она што сакате да се промени? Кон што целите еве споменавме дека 8 години не е мрднато со точка после таа одлука. Ајде да го преформулирам прашањето. Како го третираме канабисот во државава за сега? За сега канабисот се е дозволен за медицинска употреба во 4 состојби, тоа се ХИВ, СИДА, епилепсија кај деца, мултиплекс склероза и канцер. Меѓутоа наоѓа например во Германија последен пат кога тоа го гледав, а тоа беше пред да се легализира канабисот во 20
области наоѓа. Значи во реума, артритис, Алцхаймер, Паркинс и во повеќе состојби наоѓа. Во Америка во преку 100 се добро, Америка е бизнес ориентед кантри, таму и парите зборуваат. Меѓутоа кај нас тоа остана на 4, а и тоа е најгорливиот проблем затоа што конкретниот тој проблем, листата може да се прошири со прост правилник со одредени од Министерството за здравство, кај нас и тоа не се направи. Имаше додека беше премиер Зоран Заев, имаше владина комисија, односно владина работно тело, од кое што бевме дел, беше составено значи од припадници на МВР, здравство и така натаму. Меѓутоа со промена на премиерското столче цела работа замре, што е ступидно, затоа што една политика мора да има континуитет, веројатно не зависи персонално од личноста која што е премиер, меѓутоа е така нас. Така стојат работите. Она што ние сакаме да го промениме, крајни цели на Сдруженијето е прво проширување на оваа листа, регулирање на индустријскиот коноп кој овој закон воопшто не го регулира, а постарите луѓе знаат дека до 60-тите години Југославија имала цела индустријска гранка за производство на индустријски коноп. Декриминализација, не легализација, затоа што ние имаме меѓународно превземено меѓународни правни обврски, иако тие можеме да ги напуштиме. Меѓутоа тоа не е потребно за да се во смисла на единствената конвенција за наркотични дроги на Обединетите нации од 61, меѓутоа и не мора да се напушти конвенцијата за да се декриминализира канабисот во медицинска и рекреативна употреба, меѓутоа многу повеќе по моделот на Германија. Кај нас овој модел фаворизира исклучиво голем бизнис, крупен капитал, богати луѓе. Ние имате парадоксална состојба да јас можам да бидам мултимилионер и да имам неброен број растенија ако ги исполнувам условите, значи илјадници растенија, но ако сум физичко лице, тоа е казнено со 3 до 10 години затвор. Сигурно не се глупи. Видете, Германија е една од секогаш била супер конзервативна држава со супер конзервативно настроено население. Па дозволуваат и одгледување дома и одредена количина која што се подразбира за лична употреба. Кај нас не е законски детерминирано што е лична употреба, иако кривичниот законник подразбира помало количество и тој вакуум е пополнет со задолжително упатство на републичкото јавно обвинителство, кој што не баре законодавец, тоа судовите го почитуваат. Што ќе ни донесе декриминализацијата, да појасниме? Бенефитите се повеќе слојни, значи прво ќе се доведе до дестигматизација на ако зборуваме за рекреативна употреба, дестигматизација, декриминализација на овие лица, растеретување на органите на прогон и судовите од ступидни дела за 3-5 грама канабис кој што се за лична употреба кај нас се гонат како да се за продажба. Во медицинскиот дел една од главните цели е да се не сузбие, бидејќи тоа е невозможно, секогаш ќе постои луѓе кои ќе работат на црн пазар, но да се намали на минимум црниот пазар и сите опасности кои што ги носи, како небезбеден канабис, не се знае што се става во тие масла, избегнување на давачки даноци и така натаму. Економските бенефити за нас се неспорни, но секогаш се секундарни и во тој дел ви кажувам има повеќе стојни бенефити, но она што никој не може да го тврди е дека постојат негативни импликации од декриминализација на канабис и затоа има повеќе примери Португалија, Шпанија, неколку сојузни држави не постојат или барем би сакал некој да ми ги посочи, а да не се на база на шпекулации. Не можеме да го занемариме фактот дека билтенот на МВР често е полн со тоа дека се фатило едно лице и често малолетни лица. Еве последно сега отворив дека е приведен малолетник од Скопје поради тоа што му е пронајдена дрога, односно на марихуана, повторно малолетник. Сега ме интересира како да влијаеме во тоа да некако ги заштитиме малолетниците, затоа што сепак нели за малолетниците не е препорачливо. На кој начин треба да влијаеме за да ги заштитиме децата да немаат допирни точки, односно што треба да се направи? Билка се залага да се декриминализира канабисот само за полнолетни лица, значи малолетните лица да бидат исклучени. Сега ќе бидам искрен со вас, јас како малолетник сум почнал, веќе година и пол не конзумирам канабис, но како малолетник сум почнал да конзумирам канабис и се знаете никогаш не можете 100% да ги заштитите. Јас сигурно не отидов на моите родители да им кажам тато, мамо, јас ќе конзумирам канабис, тоа е непостоечко, меѓутоа наше мнение е и мнение на многу експерти дека самата декриминализација на канабисот ќе влијае на тоа да се намали употребата. Земјата Холандија како земја која прва тоа го направила, таму
европскиот просек, таму има една чудна ситуација да луѓето кои што се на моја возраст и постари конзумираат канабис повеќе од европскиот просек, меѓутоа младите и малолетните конзумираат под европскиот просек, затоа што го сметаат за неизживеана работа човек кој што конзумира канабис и особено кој што конзумира канабис на дневна основа. Така ги доживува. Се губи оној ефект на забрането јаболко. Сега нели знаеме дека забрането овош е најсладко, вака кога канабисот нормално не смее да се рекламира и никаде каде што се декриминализира не оди на реклама на ТВ, не треба да оди, меѓутоа сметаме дека со самата декриминализација ќе се намали употребата на кај малолетници, нема да се искорени и тоа е илузиорно да се верува. Така. Сега, кога сме веќе кај младите, според најновото истражување на ХОПС, опции за здрав живот, од 119 испитаници на возраст од 18 до 35 години, направено неодамна, најупотребувана супстанца е алкохолот, а канабисот го употребувале 35,3%. Сосема случајно излезе дека минатата недела и Слободен печат направи анкета, ние имаме неделна анкета, ќе ги замолам од режија доколку е готова, доколку е подготвено да ја погледнеме заеднички со Митревски анкетата. Еве како изгледа, значи ги прашавме нашите граѓани дали се за легализација на канабисот. Сега со тука не можам да ги видам баш резултатите. Значи, но според она што паметаме дека многу мал процент, повеќето одговориле дека не се за легализација на канабисот. 3% од прилика всушност е разликата помеѓу тие што одговориле дека не се и тие што одговориле дека се за легализација, 39 заприка нешто. Ќе го најдам во меѓувреме. Сакав да ве прашам, со оглед на ова истражување на ХОПС, истражувањето односно анкетата на Слободен печат, дали овие резултати ви се очекувани или не? Видете, многу луѓе ја потценуваат улогата на алкохолот и забораваат дека по проста дефиниција за што е дрога, алкохолот е дрога, затоа што проста дефиниција на Светска здравствена организација за што е дрога е супстанца која што е штетна по вашето здравје и може да предизвика адикција, што алкохолот ги исполнува. Не сум изненаден дека 1/3 од младите пробале или конзумираат канабис, а во однос исто така на дека предничат, односно поголем процент се против легализација, исто така не сум изненаден, аналогно на тоа што ви го говорев претходно, дека се уште живееме во една поконзервативна средина. Еве ги резултатите, само да се надополнам, да одговориле 46,8%, а со не одговориле 49,8% дека не се за легализација на рекреативна употреба на канабис во Македонија. Она што уште за самиот крај на овој разговор е да го заокружиме со тоа што ќе потсетиме дека овде првичен повод ни е тоа што сакаме да го најавиме Коноп Фест, кој што ќе се случува на 20-ти, четврти пат поред. Дали се подготовките веќе при крај и какви се вашите очекувања од посетеноста на фестивалот? Да, ние сме во принцип подготвени. Минатите два Коноп Феста имаше многу солидно, особено на првиот имаше многу солидна посетеност. Оваа година малку касно го најавивме, па останува да видиме, но како и да е, влезот е слободен и ги очекуваме граѓаните на 24 во сабота на летната сцена Лепеза. Значи оваа година имаме промена на местото, не е на школка, туку е на летна сцена Лепеза, тоа е влезот од кај Александар Палас на паркингот. И ги очекуваме граѓаните во што поголем број. Опасен ли е овој фестивал за посета? Ако многумина си помислат дека можеби има засилено полициско обезбедување со оглед на тоа што и името му е специфично. Да. Полиција има, секоја година има, ние го пријавуваме фестивалот на како што е законска обврска и таму пишуваме кога пријавувате настан, пишувате дали барате или не барате полициско присуство. Се ние пишуваме дека не бараме, меѓутоа тоа е работа на СВР да процени, тие проценуваат дека треба да има полиција и ние немаме никаков проблем со тоа. Сега има и полицајци во цивилка, тоа несомнено, така да во однос на конзумација на канабис останува секој на своја одговорност да си процени дали сака да се изложи на ризик или не. Дополнително сакам да го споменеме моментот дека ќе има и лекари, претпоставам дека тоа ќе биде организирано значи, на високо ниво. Како и секоја година собствена редарска служба, амбулантно, дежурно амбулантно возило, тој за хигиена и така натаму. Значи на високо ниво е организацијата, тоа сакам да го нагласиме, и законски уврски. Благодарам Јанаки, беше задоволство да ви имаме. Благодарам Александра. Верувам дека ја доближивме оваа тема до нашите гледачи, покрај тоа што многу пати се зборувало, вие и како личност многу пати зборувате на оваа тема низ годините. Жалам што 8 години ништо не се променило, но ете можеби ова издание на Коноп Фест ќе ги промени нештото. Ви благодарам на поканата. Да, почитувани, ние продолжуваме понатаму со програмата на Слободен печат.